Galičica, planina ubavica koja izrasnuva kako rbet, za da ja vozviši prekrasnosta na Ohridskoto i Prespanskoto krajbrežje. Galičica, planina što je Galat vodite na dvete najgolemi jezera vo Socijalistička republika Makedonija, so koji čini jedinstven priroden djerdan koji gi plenuva sovremenite nomadi turistite. Koga čovjek je pogledne kon Galičica, a odne kon jezerata, će počustvuva deka ovde prirodata na vistina bila darešljiva, a bogatata flora na planinata, kako da je ovde samo da go nakiti ovaj ambijent. Galičica mu pripada na šarsko-pinski odplaninski sistem. Njezinata geografska položba ima meridijanska nasoka na proteganje, delejki gi dvete najgolemi makedonski jezera so koji čini jedinstvena prirodna celina. Visoka je 2262 metra, a so svojata karbonatna osnova sozdava specifični uslovi za razvoj na rastitelni cvet. Ovde može da se sretnat okolo 150 vidovi rastenija, što predstavuva 50% od dendroflorata na Makedoniji. Među najznačajnite specifičnosti na Galičica je faktot što ovde se srećava graničното prisustvo na oddelni elementi na florata. Така, na primer, ovde se srećavaат elementi na florata tipični za mediteransko to podnebje, što predstavuva nivna najseverna granica na proteganje. No, vo isto vreme prisutni se i alpski elementi na florata, pa duri i granično prisustvo na nekoj elementi od Kavkaz i Mala Azija. I ušte nešto. Galičica su svojite brojni zaseci i grebeni sozdala uslovi za oddelni rastitelni zajednici koji predstavuvaat priroden relikt od tercijerot. Ovi jezbegovi od rastitelni zajednici se svedoci za neverojatnata sposobnost na rastenijata da go načiveat ledenoto vreme.
сплетот на природни услови на Галичица, кои се одбележани со високите страни на Галичица кои почнуваат, кои се излигат од бреговите на Охридското и Преспанското езеро, како и големата надморска височина 2285 метра, овозможуваат развој на интересна и многу разновидна растителност. Почнувајќи уште од свезата на црниот и белиот габер со најтермофилната варијанта на вечно зелените, грашлинката и зелениката, со полуземзелениот македонски даб и фојата, преку подгорската, горската и субалпската бука до субалпскиот регион на високопланинската растителност, како и вегетацијата на карпите. Еден од билните географи за овој простор има речено: билно-географски и флористички најинтересен е онај дел од шумскиот регион кој е на западната страна на Галичица, на селото Трпејца, односно помеѓу селото Трпејца и селото Љубаништа. Галичица овде, под влијанието на највисокиот врв, е сета во засеци во вид на слакои точила и гребени. И слакоите и гребените се со растителен накид со голема разновидност. Тоа е заправо збег на многобројни јадри и ситни растенија со многу различити потреби за живот. Нивното групирање на така мал простор и на толку груба подлога, како што е каменот, го восхитува дури и ботаничарот. На ова место јасна ми стана сликата на оние рефугии, збегови, во кои биле принудени да се повлечат и збијат терцијалните растенија од македонските планини за време на ледениот период. И кога би можеле денес да најме таква површина, таа најверојатно би одговарала на ова што е на овој простор. Пред нас е еден вид од специфичната дендрофлора на Галичица. Тоа е гармушката метлушка. Инаќе припаѓа на родот на пеперутковите растенија и во Македонија е забележена само на Галичица. Иначе тој е вид кој се простира на запад од Галичица, од Динарските планини. На Галичица има широка реална простирање и зафаќа прилично големи комплекси. Во текот на втората половина на јуни, добар дел од високите предели на Галичица се жолтеат од нези. Метлушката е постојано зелена и е многу декоративна. Таа може да најде и примена во уредувањето на парковите и во населбите. За да се заштити оваа природна убавица, во ноември 1958 година Галичица е прогласена за национален парк. Просторот на националниот парк од исток започнува кај местноста Сирхан на Преспанското езеро и го вклучува островот над ова езеро, Голем град. На југ, националниот парк се протега по должината на границата со соседна Албанија, на запад од манастирот Свети Наум по должината на брегот на Охридското езеро до манастирот Света Петка, а на север од овој манастир до Сирхан.
островото голем град, заради своите особени природни убавини и карактеристична вегетација, е вклучено во граници на Националниот парк Галичица. Тоа е варовита карпа, која се издига непосредно од водата на Пресманското езеро, со површина од 22 хектари. Особеностите на флората на островото е тоа да на него е застапена во најголем дел дивата фоја, Juniperus excelsa. Не само што е на островото вегетацијата сочувана во својата изворна состојба, туку и по својот изглед е неверојатно интересна. Покрај основниот вид фојата на островото е застапен и еден многу редок вид за Македонија и исклучително се појавува на островото Голем град. Тоа е видот копривката, жолтата копривка или целтис кавказика, со потекло од Кавказ и Мала Азија. Дивата фоја е илолисен вид со ареал на распростирање на Кавказ, Мала Азија и Источна Европа. Најсочувана е на островото Голем град или Свети Петар, меѓутоа има и во други делови на Македонија, околу Демиркапија, Пчиња. Интересно, односно карактеристично за Галичица е да и двата видови на фоја, дивата фоја и питомата фоја или доброја, како ја викат мештаните тука, се среќаваат само исклучиво на Галичица по својот ареал. Најме на Прешна планина и двата видови се растат непосредно еден до други. Ова го викам заради тоа што особеностите на питомата фоја да ги зафаќат по високите предели на планините, а дивата фоја само ниските предели и потермофилните подрачја на Македонија. Фоите, и едната и другата, на ова подрачје достига димензии од 15 до 16 метри височина и до 80 сантими дебелина. Тие се спорорасни видови со многу квалитетно и многу трајно дрво. Покрај фоите на островото рековме да расти успева од природа и жолтата копривка. Тој е вид од исто така Мала Азија и Кавказ, со помалки димензии од фојата, расти некаде до 7-8 метра во височина и до 13 сантими дебелина. Прогласувањето на Националниот парк уште веднаш се покажа како корисно. Би можело да се каже дека заштитата дојде во вистински час. Имено, почнувајќи од средината на минатиот век па се до ослободувањето, како што стои во некои пишани документи, шумските комплекси на Галичица биле безразборно уништувани. Дрвата се користеле од местното население за огрев, а биле продавани во Охрид, Ресен, Битола, како и во некои градови во соседна Албанија. Дел од шумата се користел за печење вари. Остатоци од некогашните варници можат да се сретнат на повеќе места во планината.
Но уништувањето на шумските комплекси доаѓало и поради обезбедување пасишта. Имено во средината на минатиот век, со развојот на табачкиот и текстилниот занает, одделни поголеми делови од шумата биле палени и уништувани за да се создадат планински пасишта. Така настанале овие пространи тревни површини. На Галичица доаѓале овчари, номади, власи, дури од соседна Грција. Уништувањето на шумите предизвика појава на ерозија на повеќе места. Примената на заштитните мерки врз националниот парк, како што ни беше сликовито речено во организацијата, придонесе планината да се облече. Резултатите во оваа насока се евидентни. Површините под шуми за 20 години се зголемени од 10.000 хектари на 12.754 хектари. Во истиот период, вкупната дрвена маса од 166.655 кубни метри е зголемена за близу 4 пати. Сушност, дејствувањето на националниот парк може да се забележи во 3 насоки. Заштита на природните реткости, заштита на островот Голем град на Преспанското езеро, како и реконструкција на автохтоните шумски појаси. За Галичица е врзан и еден природен феномен. Именно луѓето од овој крај зборуваат од памтивек дека Преспанското и Охридското езеро се поврзани под утробата на Галичица. Затоа постојат и неколку народни преданија и легенди. Охрид, центарот на средновековната славјанска култура, градот на Климент и Наум, е сместен на северната страна од Галичица. Некогашниот културен центар оставил свој белези во планината. Во живописни и извонредни амбиенти се сместени повеќе културно-историски споменици.
Да се зборува за Галичица, а да не се даде приказ за туристичките можности на Охридско-Преспанскиот реон, навистина би бил голем пропуст. Всушност, Охридското езеро денеска представува еден од најатрактивните туристички центри во Европа, а целиот Охридско-Преспански регион заедно со Галичица и Пелистер во соседство дава можност за натамошен развој, не само на летниот, туку и на зимскиот туризам. На бреговите и на Охридското и на Преспанското езеро има поголем број угостителски туристички објекти. И покрај тоа што некои од нив се градени пред прогласувањето на Галичица за национален парк, сепак не е нарушена многу исконската убавина и на планината и на брегот. Денеска, кога постојат урбанистички планови, и кога пред почетокот на изградбата на секој нов објект се вклучуваат стручњаци од сите профили, скоро да е исклучена можноста од евентуални грешки во поглед на нарушувањето на единствениот амбиент. Шансите на Галичица во туризмот не се мали и беззначајни. Таа може да биде своевиден центар и за летен и за зимски планински туризам. Почетоци во оваа насока се почестите групи планинари кои се среќаваат овде. А асфалтната туристичка магистрала што преку Галичица го поврзува Охридскиот со Преспанскиот брег, им овозможува и на современите номади да го доживеат она за што уште во 1892 година познатиот комедиограф и публицист Бранислав Нушиć рекол: Галичица е дива и питома, и стравотна и величенствена. Кога се искачив на врвовите на Галичица, јас навистина видов тајната на убавината на природата која не им се покажува на сите смртници.